Они сакаат како бугари да влеземе. Добро, те нема крај. Ајде сега малку да ги тргнеме со Бугарија на страна. Ајде повели ако имаш нешто да кажеш, само умеам. Не, околу ова мислам ајде да смениме тема, мислам. Добро, дајте ми шанса да сменам тема. Неќам да ве прекинам да си докажете што има. Ја нека што е сега тоа што може да го правиме, а не го правиме во однос на европска интеграција, пред се мислам во владењето на правото, бидејќи 70% од дискутантите тука од Сенсаша вели дека би имале ние да не беа проблемот со бугарите, ќе имавме други проблеми со самите себе. Секако дека би имале други проблеми, тоа не е фама, не е фейк ньюз, затоа што Австрија, Холандија и уште пари силни европски земји имаат укажано, официјално имаат укажано дека и тоа е само дека условот за бугарите да влезат во устав за да се придвижи само еден од условите. Треба да разберете дека иако факт е дека се прави исклучок за Македонија и се излегува од копенхашките критериуми, меѓутоа има посебна глава за борба против корупција и владење на право, која што кај нас сите сме свесни дека не е високо на приоритетот на политичките елити. Имате што се случи, сите знаеме во 2023 со скандалозните измени на кривичниот законник, значи едни криминогени, слободно можеме да ги наречеме, со кои што се избриша крадењето на државни пари како посебен став, драстично се намалија казните, за да сега едно неортодоксно Уставниот суд реши да отвори постапка, но едно неортодоксно, јас да кажам со резерва, не ми е потесна специјалност уставноста, но до толку сме прателе вие како поширока јавност, кога друг пат Уставниот суд кога решава за одредени измени законски да покрене постапка, вели се ние ќе ви даеме рокот, не знам, 6 месеци. Не, значи требаше да ги поништат тие измени, да се вратат со тоа во владење старите законски стипулации и тоа е тоа. Вака, мене ми изгледа како да Уставниот суд се повеќе сака да кокетира со власта и ако ги читавте новите предлог измени, навидум има сериозни корекции, но тие велат се зголемуваат казните, да, ама во поглед на оние што се сега важечки, а во поглед на оние што беа важечки до 23-та, например казната за дрпање државни пари е преполовена. Ако било од 5 до 20, сега ќе биде, не знам, од 3 до 10. Мислите дека намерно е тоа или се? Како може да не е намерно сега, мислам, се знае какво било, бидејќи беше ветување на оваа политичка гарнитура, дека таа неправда ќе се исправи. Иако таа неправда беше донесена со нивно прекјутно, со прекјутен амин, затоа што факт е дека, еве да не речеме дека го посакувале тоа, може би било премногу, иако и тоа е така, но не сториле ништо, а имаат 44 пратеници да го опонираат. Немојте да заборавите дека тројца пратеници во тој момент се спасија на ВМРО ДПМН, се спасија од кривичен прогон. И сега, вие имате формулација сега, ако земете на зборовите се многу битни, знаете во мојата професија. Значи, например, кај злоупотребата ќе се воведе повторно како нов став за злоупотреба за државни пари, но само прибавувањето на имотна корист ќе биде казниво, а не друг вид на корист, како што беше порано, или друг вид на корист. Не, значи јас можам и да добијам и услуги како влијание и така натаму. Така да цел тој сет на измени е така скроен да например се стеснува инкриминаричките действија кои што може да се превземат во овој дел и нема посебен став, например, за заштита на државни пари. Сака да нема искрена намера, декларативно има, овие се уште како предлог, значи може да трпат измени, но не е охрабрувачки вака конципираните измени на кривичниот законник. Мене не до крај ме убедуваат во искрената заложба, затоа што многу го стеснуваат просторот за прогон за злоупотреби. Добро. Видете, законите, мислам... Сега вие сте правник заради тоа да го чуеме вашата. Ние можеме да имаме најдобри закони, но битно е кој ќе ги спроведе тие закони. Сега, тука, јас постојано ова сум го зборел и ќе го повторам и пак ќе го повторам, имаме проблем уште од старт. Например, кога, еве, и адвокатот знае дека еден правник е така кулминација на еден правник е кога ќе го положи правосудниот испит. Например, во Србија гледам кога се полага правосудниот испит, одат на приватни часови за да го спремат, отие многу тежок. Кај нас начинот како се полага кај нас правосудниот испит, значи можеш да како да кажам да презапишуваш, никој да не ти каже ништо и после исто тука е оставен еден момент
каже што може да се влијае некои без да се појават или без да знаат Да, имаше такви примери кај мене. да бидат Без да се поминати. појави, а да положи. Да, затоа што вака, на пример, се полага правосуден испит, има комисија и тука се кандидатите седат, си имат повликуваат прашања Која што и министерот за излегуваат правда пред ја комисија да одговарат. И сега пази сега, не ги кажуваат одма резултатите. Пошто логично е одма да ги кажуваат резултатите, без да ги се полага усно пред сите кандидати. Туку комисијата ќе се состави, па ќе одлучи кој положи или кој не. И сега тука се става простор за после некој толкување? преку министерот, па по партии носат нели листи овој од нашиве. Да, овој од нашиве полагал правосуден да го поминеме и така натаму и после ние имаме вакви суди како што имаме адвокати, имаме обвинители кои што се нестручни. Затоа мислам ќе го повторам тоа што го кажав на почеток, без разлика најдобри закони да имаме, зависи кој ќе ги спроведе тие закони. Да, сакам да ве прашам сега како млад интелектуалец, Мухамед Халил во понеделникот беше тука, еден пратеник од 91 година и го замолив да коментира како го доживеа настанот кога пред неколку денови имаше протест на оние команданти на УЧК кога во борбени униформи парадира низ Скопје и бара тоа што они сметат дека е правда. Како гледате вие на тоа што се случуваше, на иконографијата, на пораките кои што беа испратени, на начинот на кој што беа испратени? Секој млад човек го прашувам. Тоа беше Имаше многу реакции, знаете за што зборувам. Да, јасно ми е, мислам не бев многу во тек тој период, не бев тука, но мислам тоа беше јасно зашто се прави, мислам Али Ахмети сакаше да види колку луѓе има позади себе за еден таков вид на настан, не дека нешто, не знам. Не знам, мислам, не го разбирам кој е конкретното прашање. Коментарот ваков од таков Кога се работи за УЧК и за албанска идеја, многу луѓе се емотивни кои ги гледат таквите работи, да со некоја премногу гордост ги манифестираат тие работи. Знаете, пред една година кога беше денот на албанското знаме како се прослуваше, некој тоа го нарече турбо фолк национализам и од таков контекст го стави и ова случување. Сега како вие како млад човек што претендира да биде политичар, ве прашувам за став, кој ќе видите едноставно таков настан, што помислувате, кој е вашиот коментар? Но исто така многу е тенденциозно тоа што на пример медиумите главно гледат на тоа овие деца што ќе прават, дали ќе прават некоја таква глупост со знамињата и така натаму, а забораваат на суштината на празникот. Значи никој медиум не им го честита, на пример, празникот, ретко кој еве да кажеме. Значи порелевантни се глупостите на некои деца, кои што јас лично сум го осудил, постои полиција, треба да одговарат и претходната година, мислам, бев еден од најгласните кога зборував против тие действувања, но има и други и културни манифестации кои што медиумите треба да ги следат, за да ја разберат суштината на истиот начин тоа се претпоставам може некој не честитал, или знаете дека и најголемите државни празници на Македонија како 8 септември, како 11 октомври, луѓе кои што биле и во раководни позиции министри не ги честитале. Се случувало сега. Јас секој сабајле на 8 септември пуштам слика од Вие не сте имате убава мајчка, морам да забележам. Да, пошто Главно јас сум фокусиран. Ова не е сарказам, мислам, навистина е во ред. Главно сум фокусиран на локалните политики, затоа кога видов дека нешто ќе збориме околу евроинтегративниот процес, не се сметав за многу стручен околу таа тема, затоа Добро, Јанак, истото прашање за тебе околу протестот? Види, тој протест се случи на 100 метра од мојата адвокатска канцеларија и не ми е воопшто изненадување. Дали е за оправдување или не важно, затоа што факт е дека УЧК буди симпатии позитивни кај албанскиот народ, тоа е факт. Дали на некој му се допаѓа тоа или не знам, но иконографијата, борбените униформи особено се спорни, но јас па се слагам со тоа дека, види, Али Ахмети е многу сериозен политичар, значи таков тежок габарит, почна да се однесува како давеник на слабост. Значи на тој протест имаше 1000 луѓе, 2000 луѓе, значи беше многу слабо. Да, сите очекува помасовно да биде. Јас очекував да биде многу масовно, значи беа за ние порано си одевме од работа зашто го затворија паркингот и така натаму, а испадна
многу слаб протест и мислам дека и си пукаа од Дуи во нога, затоа што од Дуи, например, како најсериозна, па и се уште ако гледаш по број на советници, најмногу по број на гласови на советник имаат најголем политички овакво колач назад и мислам дека се очекува масовност, така да мислам дека беше многу контрапродуктивен тој протест. Да, и исто така тој протест Затоа што не извадија масовност. Да, не извадија масовност и многу мислам дека тој протест ќе влијае позитивно не само во Дуи, туку генерално, бидејќи ќе ги натера да си го сменат наративот. Мислам сега има на 20-ти конгрес и таму мислам 80% од извршниот совет го сменја, 60% од централниот совет и таму гледам луѓе кои што на пример имаат многу по рационални ставови, на пример Мислам дека кај минатиот, извини да не заврши. Мислам дека на минатата исто кај тебе тука го кажав и или на некоја друга емисија. Да, Али Ахмети ќе живее од митот за Нелиона, учека ќе буди уште долго симпатии кај албанскиот дел од популацијата. Меѓутоа едно нешто немој да заборавиш, дека има генерации кои што се родени на албанци, кои што се родени по 2001. Албански села по полок масовно се празнат. Факт е тоа, значи прв пат во историја на Македонија резидентното албанско население е помало од претходниот попис. И тоа се факти, значи тоа гледаме се иселуваат цели села. И од цензусот не можат за избори да спроведат, значи 33% е цензусот. Значи од убаво никој не бега, значи да се толку тие политики, мислам дека треба да ги надминеме националните политики, меѓутоа кај нас тоа многу тешко и споро оди, затоа што кај нас е тоа професија, се живее многу убаво тоа, многу луѓе од сите етникуми многу убаво живеат од тоа. Јас ќе ви кажам да не бегаме од самокритика, дека на попис има речиси 10.000 власи, а има две влашки партии. И едната е привезок на СДСМ, другата е привезок на ВМРО и тоа доволно ви кажува во делот на етничкиве политики. Да, да ве вклучам сега. Да, би сакал само да се тоа баш размислил сега. Што се однесува тоа со кога беше празникот на знамето, се сеќаваш јас тога си одев и прв ги направив снимките и ги пратив. Сега тоа што се случува со УЧК, тоа што се случува во Бугарија, тие проруските партии да растат и да има шанса да ја земат и власта, треба да биде поука за нас овде, што побрзо да влеземе во Европската унија. Значи, што побрзо, бидејќи... Па еве, Бугарија во Европска унија па растат тие партии, за тоа е малце контрадикторно. Ама таа во Европската унија се дали мислам дека не, па не е уредно, знаеш, ве слушам внимателно и на секој што ќе речам, ќе кажем една дума, 10 ќе ми возврати. Са Испања нека се здружуваме против. Ама не се здружуваме, па така ми личи сега. Дали те прекрати, дали ве прекрати. Еве јас ти се извинувам, меѓутоа. Ама нека да се оставиме да зборувам, не сакам да се извинуваш. Зошто? Оставиме да зборувам, знаеме. Не сакам да се зборувате да не го губиме времето. Како модератор да кажам дека секој на секој во определен момент се убацува и никој не реагира посебно. Тоа е дебата, убавината да се убаци на убавината е дебата, јас сум сам овде, не знам колку како си сам се не го спроведе дека ние тука се ќе ми дозволиш? Добра е. И затоа што побрзо да направиме да влезе Македонија во Европската унија, бидејќи ако се сеќавате фудбалскиот надпревар Србија и Албанија, главната прослава беше во Тетово, Скопје, Гостјевар и Струга, мислам. И сега, на сите, ако е да нам... Што значи тоа главната прослава? Главната прослава на победата на албанците беше во Скопје, Тетово, Гостјевар, Струга. Кој кажал дека била главната? Или ваш заклучок е тоа? Али не нашите? Значи, гледав на телевизија каде се најголемите прослави. Друго сакам да кажам. Еден министар излегуваше на телевизија и нонстоп зборуваше дека Албанија никогаш нема да влезе во Европската унија. Еве, овде пред сите зборувам дека 2026 година Албанија ќе влезе во Европската унија. Не, малце покасно. 2026 Албанија влегува во Европската унија. Сега, дали мислите дека тие млади албанци, интелектуалци албанци, било тие што се борат да заработат за храна, ќе чекат ние да ја кажеме чие гоце, дали ќе биде има уставо или не? Јас мислам затоа исто главната прослава на влезот на албанците во Европската унија ќе биде Скопје, Тетово, Гостјевар. Дали со ова сакате некого да уплашите? Сега ќе прашам зошто кажам, затоа што ги следам и многу, само се извинувам, и многу македонски портали кои тајдат пробугарски ставови што имаат,
латентно, а сега и отворено е на овој начин како што вие сега тоа го направите во моментот, практично ги плашат македонците дека или да ги ставиме бугарите во уставот или албанците ќе седат сами во Европа. Зашто тоа ви смета ако албанците во Македонија да биде главната прослава биде овде? Зошто Ја сосема нешто друго. Тоа рекол главната прослава ќе биде овде. Не, јас зборувам. Зошто тоа смета? Ајде најдиректно да Зошто тоа кажам. смета? Вие ми викате или ќе не ставите устав или албанците ќе се Не реков така. Реков што Еве се сниме, извинувам. ќе кажам. Реков што Ај уште еве објаснете што сакате да кажете. Сакам да кажам дека Македонија треба да направи компромис со Бугарија и Бугарија да попушти еве и Македонија. Ние мора Што да попушти Бугарија? Бугарија нема што да Само ве попушти. молам да се докажете. Ајде молам. Значи Македонија да ги почне преговорите. Македонија на брза лента ќе влезе во Европската унија. И тоа тие проблеми ќе ги немаме ние. А тоа, Кои проблеми? па тоа српски свет ќе го немаме. Ама не сега Ама, сема немој нешто сега друго. ќе го немаме. Српски свет. Српски свет ќе го немаме. Ама каков српски свет Ние сега не овде навредуваш? Македонија Ги не навредуваш сака- македонците. Македонија Ама тоа во не тоа Ама јас ги немам- навредуваш. Ама Ма не осте го навредувам ти ја. извештајот на Европска ЕУ. извештај Врве вика Стоилковиќ Осте го ти извештајот на Стоилковиќ ЕУ. ви оди во Стоилковиќ оди во Москва разговара. Стоилковиќ излегува за Сребреница, вика дека тоа е Дизелен, така ли беше? И тој човек ти е втор човек у владата. Не е втор човек у влада. И подпредседател не е на владата. Не е подпредседател на владата. Добро, Без ве молам ресор само може да да Ајде, без, молим те. квалификации такви од цртани филмови на Што дека Мики Маус, па Мики Маус. Добро, ваш став ја Па не мој мислам став дека па ја го имате- кажувам Добро, кој само став да да го биде. задржиме. Британска кралица нивото. може. Британска кралица, по овака прифатлив термин. Како Секој извини се? Британска кралица бил абе, Добро. Видиновски стварно никогаш не гледам чуден. Тие луѓе си измислуваат министерства за да може да паразитираат, ама ја го кажам Мики Маус тоа било спорно. Не е спорно, ама сега Абе, немој жити, некој некој Што е да го разликата навреди меѓу на премиерата, чисто ми прв тоа бидејќи јавен вице-премиер настап и е вице-премиер? Што е разликата? Имат некои посебни надлежности? Немат. Че не постои тоа, они си измислуваат. Он носи цел кабинет Нека со име него. Прати, ти како министер на без влади, ресор, изгледа не си дека само втор човек, ти. така? А Цел дали има кабинет, функција појас свезна? само. Цел кабинет, шеф на кабинет, советници, Да. има 10 све ноци, значи уште 30 души ни се грбачат, ама ја дека сум рекол Мики, еве да му се извиниме на Иван Стоилковиќ, дека сум рекол дека неговата функција е Мики Маус. Мислам. Добро, сега имат мислам да кабинет од разбирате 10 вие ми некоја луѓе. ми е функцијата тука и дека морам Те на некој разбираме, работи да, да да реагирам, не се сега не најдат ставате од во владата, ситуација Да, да измислуваат. да не се Не, најдат ова е од владата. многу проблематично Нема бидејќи еве врска со владата, измислуваат туку со некои измислуваат позиции каде нели собираат по 10 луѓе во нивните кабинети, а на Повеќе пример од имате 10. двајца градежни инспектори во цела Македонија. Разбирате? Го слушнавте пред околу 3-4 минути што кажа господинот Митко во однос на албанците и нашето членство во Европската унија дека реплика нема има. да чекат ние да се убедуваме уште 5 години Може чифен да коце реплика. Делчев. Македонците нема да чекаат, ќе се земат пасош и други ќе избегаат, ако така гледаш на работи. Видете. Сега на нас треба да не уплаши тоа, мислам колку дали треба да не уплаши нашиот однос према Албанија, бидејќи Албанија ако влезе во Европската унија, нема македонци да имат притисок од албанците што живеат во Македонија, туку би можеле сериозната може сериозен проблем да представува Албанија во преговарачкиот процес, односно да ќе има право на вето и Албанија после. Сигурно. И после сега, и мислам сега можат овие влен, на пример, што се на власт во ВМРО, да му кажат на Мицко, не терај со уставните измени, не. И после преку Албанија, албанците тука преку Албанија да ги условат за не знам за некои други работи. Мислам секакви сценарија се во прашање. Па тоа е. Но дали треба тоа да не плаши, се зависи од Според господин Митко, брзата лента за влез на Македонија во Европската унија, ја кажа која е, мојата реплика е брзата лента за влез на Македонија во Европската унија за отпочнување на преговори е правење компромис, тоест прифаќање на сите уцени ултиматуми од страна на Бугарија. Она што сега постои само на хартија, пошто ретерира малце за влез на така наречените бугари во Македонија во уставот, утре ќе се прошири со други барања, тоа можете да видите сигурни како што се нашата влада свесна за тоа. Тоа е една работа, втора работа. Да, можеш ова е иронично да реагираш, али нема врска. Втора работа, значи никој нас не може да не натера по секоја цена да влеземе во Европската унија каква сака нека е. Значи, прифаќањето на сите ултиматуми што дајат од Бугарија, фактички во превод, значи преинаменување на државата Македонија во територија и бришење на македонскиот народ. И тоа е факт. Македонците без разлика на она што се нуди како морков, Европската унија, институции, фондови, цената што Македонија треба да ја плати за влез тамо е
поништување, тоест негирање, тоест асимилација, тоест на сопствениот народ. И тоа треба да го знаеме каква цена ќе платиме. Да, Саше, можете. не е така. Која е алтернатива? Види сега, Ама ти не, од Саше, твојот не е свет така. можеш да збориш како сакаш. Јас ти кажам од мојот свет. Умер ве прашуваат која е алтернативата. Видете, Да. не дека и ние многу го сакаме тоа, мислам, влезот во Европската унија, но одма се поставува прашањето која е алтернатива, која е алтернативата. И демократијата не е најдобар систем на владење, но Има алтернатива. моментално Секогаш е има најдобар алтернатива. систем на Свет Свет владење. без алтернатива. Вака се. Е сега, Да, дали доколку ние, например, одлучуваме, не сакаме влез во Европска унија по вакви услови, по вакви ултиматуми, дали тоа на нас ќе не стимулира или ќе не охрабрува, ќе не мотивира внатре да се промениме. Односно, Апсолутно европското да си го донесеме тука, без формално правно да бидеме Може да се членка на случи Европската точно. унија. Може многу по-логично е ова да се случи отколку ова првото да влеземе ние во Само Европска може, само 10 секунди. Такво Само нешто да- се случи. Чекај, Јанаки прв побара. добро. Такво нешто се случи, ја мислам дека и поголемиот дел од населението ќе Па тоа сакам да си го кажам. прифати ова второто, односно тука ние да имаме повисок Ја животен секогаш зборам стандард, за тоа, законитост и така натаму, Ја. бидејќи и влезот во Европската унија формално правно нема на нас преку преку ноќ ноќ да да не не- прави Така е, побогата така е. земја. Ти треба само не значи државен дека систем да составиш. и тогаш нема да има неправни и така натаму. Вака, делумно се согласувам со Сашо и сум скептик во делот на дека тоа ќе биде последно барање, затоа што тоа веќе се покажа дека не е така. Ќе те потсетам дека на францускиот предлог му предходеше договорот за добро соседство, кој што Македонија и Бугарија го потпишаа, го прифатија, па од после почнаа серија на Бугари во устав да признаете дека 145 и така натаму. Така да сега таа Не пише таму скепса, 45 година. така таа скепса, значи сега Захариева како министер за надворешни Не кога ќе пише. излезе тоа да го збори, Во договор пише, има, кажа, има тежина Во тоа. договор пишува отварање на Дозволи. досиета на УДБА и КОС. Дозволи. Тоа никој не зборува. И сега, значи досијата на УДБА се у Белград, значи не су у Има Македонија. фотокопија овде. Има. Фотокопија не важи. Значи сакам да кажам следно, не е тоа битно. Значи скепсата е оправдана, тоа сакам да го кажам. Меѓутоа па и тоа сега со Сашо што го збори, јас сум проповедник да ние тука, како ние тука сами ќе се видете, ја не сум еврофил далеко од тоа. Јас сум делумно евроскептичен, но како со новите измени на кривичниот законник една буква не пишува за заштита на европски фондови, као на пример ИПАРД, како што имаше скандал дека пари фалат и дека пари се крадат. Така ли ќе се саморегулираме сега, па ептен некако доверба имаш у нова влада, морам да ти забележам сега некако. Не се работи за новата. Не Ајде, мислев не се на тоа, работи. Јанаки. Не, те разбирам што мислиш. На ситуацијата кој ќе да се доведе Види, Швајцарија и Норвешка, ако не се лажам, не се минуваш. Ке мора. И Швајцарија не е дел, мада сега и не може да преме според Да, ма таму живеат швајцарци, мислам. Не, и малце е добро, меѓутоа Норвешка има нафтени резерви и така, не можеш да баш да споредиш, но има држави кои што се средени, а не мора да се дел од Европска унија, меѓутоа и ние, нашиот историјати не баш не охрабрува у тој правец. Регулавте дека тоа кој повеле дај на минута, ајде така. Значи, на Саша Пак се сакам да му издржува. кажем вака, ако 70% од населението сака Европска унија од македонците. Тоа е со пропаганда до тој процент. Грешка си. Не сум грешка Многу си дома. грешка. Ако албанците скоро над 90% сакат во Европска унија, мислам дека нема подобро за Македонија од Европската унија. И уште еден податок ќе кажам, може би го знаете, провери. Над 300.000 граѓани од Македонија, албанци, власи, срби, македонци, 300.000 пензии и плати влегуваат во Македонија од таа Европска унија. 300.000. И праќаат пари, што Е живеат така. таму. Значи ние мора секој што е сака Македонија, секој треба ти љубовта спрема Македонија искажуваш дали се за европското или не. Митко едно нешто Види, одговори. дали- Бугарија се мала испразни реплика. од кога влезе во Како? Европска унија. Бугарија се iseli пола Бугарија од кога влезе во Европска унија. Отидоа да слугуваат по Лондон, по Германија, како не? Масовно се враќаат. Еј, Се од ти кога? зборам, масовно се враќаат. Бугарија, ќе ти кажем уште еден податок, 30... Ама имаше масовни Значи, селувања. Бугарија беше 45 години под руско робство. Бугарија 39 година беше пета економска сила во Европа. Единствена конвертабилна пара имаше Бугарија. Бугарија оде напред со сите тие криминали, со тие проруски партии. Бугарија оде напред. Во Бугарија оди во Софија. Значи испод 1200 евра плата нема. Мислам во приватниот сектор. Нема. Бугарија оде напред. Бугарија сака да помогне на Македонија. А тоа
за Сега бе во Софија, баш сега бе. Супер си поминав. Струмица е, па сигурно, Струмица е полна Не, со... ја тоа не го ја и кога одам, не очекувам да нема гостопримство. Ама- Види, прво се двата народи блиски, факт е дека тоа така. Ја не се согласувам со тоа дека сме бугари, меѓутоа факт е дека двата народи се многу блиски, меѓутоа има еден сериозен дел од бугарското националност кој што е шовинистички настроен према држава и тоа не Па може и да го тука ги негираш. има, па и тука ги има. Има. Па и тука ги има. Има. Ние цел ден Треба да се прави разлика. Цело вече некој зборува тука против бугари, како само бугари не е кој проблем. зборува Кој е тој Извини, некој? Јас не знам мислам, сега да, зборувам да се против се- бугарите. И Е, со па право на зборувам тебе. против бугарите. Браво Сакаш на да те тебе. знам зошто? Не сакам да Затоа што знам, не ти ми сега интересира. викаш дека бугарите сакале да ни помогнат. Да. Каква е таа 100 помош? пати имат помогнато, 100 пати каква пак е- е помогнат. Значи, Благодарение на Бугарија влезнавме во НАТО. види. Бугарија беше таа што се залага да влезне Чекај во сега, НАТО. може да ме оставиш ја да зборам? Ајде, ајде. Може да. Значи Бугарија ја тебе. злобира, извини. Ја тебе, можам да ти помогнам како сакаш. Добро. Ама ако цената за тоа што сум ти помогнал, после ти се покаже прескапа, што правиме со тоа, а? Која е таа цена? Сега не ме тере да бидам Значи, многу вака, сликови. Саше, Значи, чекај сега, Ајде, остави ме за да уред, ти докажам. кажи. Значи, вие цело време политиката на Бугарија е држте го крадецот. Цело време главниот извор на омраза, на шовинизам, на негирање доаѓа од Софија, не од овде. И вие очекувате македонците да ве сакаат, дека македонците Зашто? треба да ве доживеат како пријатели. Шкој српски свет? Српски свет, Србија, ако имаше некој што сакаше шепата на Македонија да стави и да има своји интереси, да тоа беше Србија у 90-тите години кога беа војните у бивша Југославија. Но Србија последните години, ова не ви одговара на вас, на вашата вистина. која Последните години Србија реши да се доближи до Македонија затоа што свати дека со негирање, со однос арогантен како кон помал брат нема да направи ништо. Реши да ги затопли односите. Вие продолжувате со вашата пропаганда и негаторство на македонски народ и очекувате ја да ве сакам. Саше, А не може тоа бе, Митко. зборуваш Јас те нешто- сакам оно кој те почитувам колку што ти мене ме почитуваш. Нема тука српски свет. Што е српски свет? Тоа што си го бранам идентитетот, својот народ, тоа е српски со свет. Аца Лукас го брани македонски идентитет, со Цеца. Сега Добро, и во тоа го браниш? Бугарија настапуваат тие. Не викам, ама со тоа го браниш. сега, не Цеца те пълни фокусирай. стадиони во Софија. Ама не те фокусирај сега. На националниот Умер, празник. тамо, добро, умер повели. Цеца знаеш дека пуни стадиони во Софија, така? Ти имаш и европратеници кои што го бранат македонскиот идентитет. Океј, ајде. Не, спомна дека повеќето од населението е за влез во Европската Сигурно. унија. Но, тука треба да се прави разлика меѓу влез во Европската унија како унија и европски услови во Македонија. Мислам, без формално правен влез во Европската унија, ние можеме да направиме промени тука. И затоа и на почеток кажав, мислам, се занимаваме со идентитетски прашања кои што се само социјален конструкт, а не збориме за биологијата, за законитоста, за човечките потреби. Не го спорим. Мислам, сега, само. Идентитетот, извини само Добро, еве, ја ставаме државата на стендбај. Значи, не преговараме, тука се фокусираме, да даваме Вие предлози водите како војни, да... албанците водеа 600 војни за идентитетот Како и да- за своја држава. Ама Значи, еде- не можеш да го негираш тоа како чувство. Не викам да се негира како чувство. Викам, стендбај државата, не преговараме со вакви услови. Еве, не... Да, добро. Да, Решение. ултиматуми Добро. не прифаќаме. Добро. Дај да нудиме решение како тука да ги подобриме условите без формално правен влез во Европската унија. Мислам, тоа ми беше поентата. Ја одма се согласив со тебе. Јас Одма. понудив решение, на пример, кое што можеби не е многу... Имам уште 2 минути за Како да се смени начинот на полагање на правосудниот испит, пример, едно решение кое што Добре. го понудив за да се подобрат некои услови. Еве, ова ќе помогне во делот на правосудството, да нудиме решение како, не знам, здравството да си го подобритеме, образованието и Апсолутно се така слагам натаму. Мислам со да тебе. збориме на некои такви реалните теми. проблеми, да. За реалните проблеми, мислам. Тие луѓе кои што се тие луѓе кои што се завлез во Европската унија исто така не се доволно едуцирани што тоа значи. Кои се придобивките и кои што се одговорностите, мислам, што треба да ги Океј. преземеме. Молам? Прво сакам да ја честам божичните празници на сите што се со Католичко. не католички, него по Григоријанскиот календар. така, да. Нема католици православни по Григоријанскиот календар и сакам Македонија во 2026 да ги почне преговорите и до крајот заедно со Албанија да влезат во Европската унија, каде што не е местото. Но Добро.
Ви благодарам уште еднаш и можеме сега да го кажеме дека вашето медиумско појување на национална телевизија е последно, сега го завршувам, ако добро ме разбрав. Мислам дека годините, фамилиите... Добро, ви благодарам што дојдовте од Струмица за да гостувате, ви благодарам и вас, со вас се гледаме секако. Ова е последната, моја да речеме, само вистина за оваа година, со мене се гледате следната година, останете со програмата на Канал 5.